10-тото издание на гала вечерта на Аутобест се одржа на 4 февруари во букурешкиот култен театар Буландра. Јубилеот се прослави со присуство на членовите на жирито и нивните гости, врвни лица од автомобилската индустрија. Поводот беше доделувањето на 7 специјални признанија, доделени на луѓе и компании кои ја обележаа минатата година во светот на тркалата и признанието Аутобест кое се однесува на 2011 година. Поради релевантноста и територијата која ја покрива, Аутобест за овие 10 години израсна во високо респектабилна организација составена од водечките автомобилски новинари од 15 земји на источна и југоисточна Европа. Токму поради тоа, наградите се однесуваат за регионот. Затоа сосема нормално е што во списокот на присутните беа 32 врвни менаџери на автомобилски компании, гости од сите континенти и еден екс-премиер. За атмосферата беше задолжен американскиот джез квинтет East Coast воден од Дамијан Драгичи, неколкократен освојувач на музичката награда Еми. Доделувањето на наградите започна со одличието Спорт Бест, кое и припадна на младата дама, турската пилотка од интернационалниот рели шампионат Бурчу Четикаја. За носител на Технобест е прогласен новиот Twin Air мотор на Фијат. Наградата ја прими подпредседателот на Фијат задолжен за моторите, господинот Алдо Марангони. Откако Петер Шраер е на кормилото на дизајнот, во Кија се случува мини револуција. Тоа беше доволна причина тој да биде награден како најдобар дизајнер во минатата година. За најдобро остварување во полето на безбедноста заслужено е наградена Ford Motor Company. Ford е првата компанија која серијски ги воведе сигурносните ремени на сите своји модели, а сега повторно е прва во тоа поле. Сигурносни ремени со воздушно перниче е новиот патент кој веќе се вградува во одредени изданија на Ford. Европскиот автомобил на годината Nissan Leaf ја понесе специјалната награда за екологија EcoBest. Подпредседателот на Nissan Европа, Бернар Лоар, се заблагодари на признанието и најави дека регионот ќе добие побрз приклучок на новите технологии што се аплицираат во светот на автомобилите. Во Мака се познаваат јунаците. Како вистински јунак се покажа Вејн Бренан, председателот на европската филијала на Шевролет, кој за само 2 години успеа големата криза да ја претвори во уште поголем триумф за Шевролет. Тој е награден со признанието Мен Бест. Големата експанзија на Volkswagen на сите пазари ја оправдува титулата Company Best. Неа со големо задоволство ја прими Лука Демео, подпредседател на Volkswagen за маркетинг, и најави дека компанијата ќе го превземе приматот на најголемиот светски производител на автомобили од Toyota во 2018 година. Круната ја понесе Dacia Duster, која е изгласана за Аутобест за 2011 година. Ова е големо признание за Duster и не обврзува не само да го искористиме, туку и да го потврдиме. Оваа награда полека, но сигурно го надминува регионот со својата мудра политика. Според 13 критериуми по кои се раководат членовите на жирито, наградата значи интелигентен, односно рационален избор, изјави Жак Шуве, председател на бордот на Dacia и подпредседател на групацијата Рено за Евромедитеранската зона. Во текот на гала вечерта доделени се повеќе дипломи на компаниите со кои Аутобест остварил забележителна соработка.